Здраво, јас сум Горан Теменугов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Помина првиот круг од председателските избори и сега сме во финишот на парламентарните. За неколку дена ќе се одржи гласањето и за вториот круг, но и за првиот на парламентарните. Во ова предизборие се изнаслушавме и изнагледавме се што, но многу малце се отвара онаја здрава дебата за еден сектор кој што е многу значаен, а тоа е здравството. Некако овој сектор го следиме само по бројот на аферите и случувањата што се случуваат, например, протестите на државните специјализанти, па го следевме со аферата со онкологија, па случувањата на токсикологија. Едноставно не навлегуваме и не навлегуваат политичарите, а и ние новинарите малце подлабоко околу тоа што треба да се преземе за да се подобри здравствената услуга, бидејќи сите ние како граѓани сме незадоволни, но незадоволни се гледаме и докторите, лекарите. Освен мотивот да отвориме една дебата на оваа тема, мотивот ми беше и една друга епизода што беше во подкастов, а тоа беше посветена на пластичната хирургија, кај што го гостуваше докторот Игор Пеев, кој што отвори неколку интересни теми како се решава специјализацијата, например, во Турција. Таму многу интересен начин како специјализираат докторите и можеби тоа би бил добар модел и за во Македонија. Сега, со кого ќе зборуваме на оваа тема? Рековме пред изборие, ние ги бараме сите оние што се и политички активни, односно оние што имаат идеја што би можеле да сменат ако останат или дојдат на власт. Како што реков, СДСМ малце ме избегнува, така што овде во подкастов гостин ќе биде докторот Ристе Симеонов, кој што е врвен детски хирург, во приватното здравство работи, но од друга страна е и политички активен, односно е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Поздрав за сите гледачи на подкастот Пари.мк. Сега, доаѓаме до она што мене многу ме чуди. Вие сте успешен детски хирург, работите во приватно здравство. Зошто се плеткате во политика, мислам? Многу ме интересира. Професионалната кариера ја градам преку здравствен систем. Јас сум успешен детски хирург, како што рековте. Повеќе од 20 години работе во јавно здравство, сега сум повеќе од 5 години во приватно здравство. Имам работено во странство, во Турција, едукација позади себе во современи светски здравствени центри. За да креирате здравствена политика, треба да бидете дел од политички систем. Како доктор сте дел од здравствен систем. За здравствена политика потребен ви е политички систем. Мене ме повикаа од партијата ВМРО ДПМН да го вложам својот интегритет, своето искуство, своето знаење, да креираме еден функционален здравствен систем, од кој што ќе имаат добробит и пациентите и здравствените работници, кој што во Македонија го нема повеќе од 34 години. Докторе, кога се влегува во политика, има уверување кај нас граѓаните дека се влегува оние што немаат за да имаат, за да стекнат нешто, а оние што имаат да стекнат ептен многу, одnosno ептен многу да имаат. Дали ви вас ме мотивира сето тоа, бидејќи успешен сте како детски хирург, работите во приватното здравство? Што е мотивацијата, што ве влече? Да има малце повеќе аванта, лево, десно или не имате друга мотивација? Јас за себе и за своето семејство имам доволно. Заработувам доволно, меѓутоа не е идејата на животна карактеристика себичност или добробит само за себе и тие блиските околу тебе. Ако другите немаат среќа и вие нема да имате квалитетен живот, затоа одлучив да креирам здравствена политика во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Да не се лажеме, сам не можете ништо да направите. Во битката потребни ви се генерали. Еден е кормиларот, меѓутоа има многу капетани околу него. Мора да формирате тим за да направите позитивна енергија и да формирате соодветен здравствен систем кој што ќе биде функционален и кој што ќе биде интерес за сите граѓани на Република Македонија. Добро, од ова што го зборувате, значи сакате да влезете во политиката за општо добро. Имате ли амбиција да бидете министер за општо добро, за добробит на сите граѓани? Добро. А планирате ли министер? Министер за здравство треба да биде сериозна личност, квалитетна личност, реализирана и професионално и приватно, и најбитно од се на никој да не му должи ништо. Затоа што само таква личност може да има визија и идеја да формира нешто позитивно, нешто функционално.
Значи сега имате амбиција, немате амбиција? Да почекаме да завршат изборите после 8 мај. Тоа се политички одлуки. Ќе видиме како ќе се одвија тој процес. Добро, но еве станете министер, реши раководството на ВМРО ДПМН, а да првин треба да ја освоите власта на секако, па да ја освојувате власта, решаваат вие да бидете министр за здравство. Вашите претходници, и не само од вашата партија, туку и од сите партии што беа министри, не се прославија многу, но не успеа едноставно да го реформираат здравството. Проблемите се таложат, се зголемуваат. Прашањето е зошто вие би биле поразличен? Од каде верувате дека вие ќе успеете нешто да смените, бидејќи видовме плејада на доктори што станаа министри, па гледаме какво не е здравството. Еве спомнав нели и онкологија случајот, спомнав токсикологија, сега тоа е хаос што се случува на токсикологија, невидено нешто, комедија, да не беше толку сериозна работата, ќе се смеевме на сето тоа. Од каде вие мислите дека еве баш вие ќе успеете? Јас сум човек со амбиции, имам претходно искуство, имам визија, знам како функционираат други здравствени системи, ние не треба да измислиме топла вода, ние треба да примениме функционален здравствен систем од соседството. Конкретно Хрватска, Словенија, Србија, па и Бугарија, сите тие се функционални здравствени системи. Јас сум доктор Исто Симеонов, еве вие првпат ме гледате денес мене, каков впечаток вие имате за мене? Не сум бил до сега дел од креирање на политичка. Не знам, еве на пример не се распрашував многу, ме беше интересно дека имате ставови за здравството и сакав да ги слушнам и сакав да посветам на внимание малце во подкастов на здравството и вие сте задолжен во ВМРО за креирање на политиката, но немам во овој момент став за вас. Ке имам ако дојдете на власт, ќе видам од сработењето, но знамено не нешто друго. А тоа е секогаш на почетокот кога се доаѓа на функција. Например, сите имаат ентузијазам, големи идеи, дека се, не знам, ќе сменат, се ќе биде подобро и после се сведува само на голо задржување на функцијата и за да останат за привилегиите да ги вози шофер или да може да завршат некоја работа лево-десно. Веројатно биле закочени во желбите и во визијата да формираат функционален здравствен систем. Верувам во добрата намера на секој претходен министер и на секој следен министер, меѓутоа очигледно има нешто што ги закочил тие системи и таа желба да се постигне успех. Зошто мислите дека би било поразлично ако дојде до промена на власта, дека нема да се закочи повторно системот? Од каде црпите верба дека ќе биде поразлично, бидејќи 30 години не е добро? Верба црпам од самиот себе. Јас секогаш тежнеам кон успехот, кон врвот. Сакам да постигнам нешто што ќе биде базирано на квалитет и на вредности. Океј, сите тоа го викат, но ќе се навратиме на еден друг период каде што гледавме што се случува кога ќе дојдат министри и што може да направат голема беља, но како што спомнав, една од основните причини зошто ми дојде лајт мотивот за овој подкаст е она што го зборуваше вашиот колега Игор Пеев за Турција и како таму специјализантите одат во други градови надвор од метрополите, одат во многу рурални, сиромашни региони, пред се со курди, каде што и даваат таму здравствена услуга, односно специјализираат и тоа им се пресметува во нивното стажирање, им добиваат финансиски поволности, таму се платени, имаат престои сето. Тоа е многу интересен модел и сега доаѓаме до она дали би било применливо сето тоа во Македонија. Која е вашата генерална идеја за здравствениот систем, бидејќи еве спомнувам специјализантите бидејќи протестираат, имаат големи проблеми. Како би го решиле вие тој проблем? Турција е високо функционален здравствен систем. Таму се сведува на вредности. Се почитуваат вредности, се почитуваат авторитети. Уште во текот на студиите, менторот, едукаторот, знае какви вредности, какви афинитети и какви квалитети има едниот доктор. Се запишува на специјализација, знае каде специјализира, знае зошто специјализира и знае каде ќе продолжи после специјализацијата. По завршување на специјализацијата во Турција, во времето кога бев јас во Анкара 2009 година, бев цимер со доктор кој што специјализираше нефрологија. По завршување на специјализацијата, точно отиде да работи 500 дена во град Урфа, блиску до сириска граница,
каде што во тој момент имаше војна. И тоа го прифати многу нормално, многу реално, затоа што системот направил такви вредности. Никаде, освен кај нас, Косово и Албанија, нема приватна специализација. Секаде, позади специализацијата на докторот, стои соодветна здравствена институција. Ако вие не знаете кои се вашите вредности, кои се вашите квалитети и вашите афинитети, јас како ментор и едукатор знам. И знам каде да ве насочам. Секој си има своја вредност. Секој тежнее кон врвот, меѓутоа врвот има многу скалила. Затоа постои примарно, секундарно, терцијерно здравство. Таму уште во текот на специализацијата се знае на кое скалило ќе биде идниот доктор специјалист и се знае каде ќе работи. Кај нас години наназад, па и децении, пратени доктори на специализација од болници во Охрид, Битола, Тетово, Штип, пратени на специализација во Скопје, затоа што системот на специализација може да се одвива само во Скопје, такви се условите. Сите тие во тек на специализацијата од петни жили ќе најдат начин, најчесто политички, да останат да работат во Скопје. И сега имаме проблем. Проблемот е што 95% од граѓаните се лекуваат во Скопје. Како тоа ќе се спречи? Рековте политички наоѓаат начин и сега доаѓаме Најчесто политички, значи Добро, со години наоѓаат начин Како од ќе се петни спречи? жили, најчесто зависно од политичката гарнитура да останат да работат во Скопје. Како ќе се спречи? Еве, ќе дојде, например, сега специјализант, вие, например, станете министер или дојде вашата партија на власт и именува министер, како ќе се спречи ало лидеру на партија или не знам што, ало министре вака онака, да остане на власта? Како ќе го спречи да остане во Скопје? Како ќе го спречите тоа? Реално. Како што дошло до ова ќе се врати назад. Значи назад ќе се врати целиот процес. Тоа значи дека треба да почне да функционира систем на регионализација. Значи да се заврши со градба клиничката болница во Штип, Штип да биде еден регионален центар, Струмица, Битола, Охрид, Тетово, да има 5 регионални центри на територија на Македонија. Во прво време, првите неколку години, бидејќи преку ноќ не може да се случи да профункционира системот на регионализација. Ако 30 години се одело назад, минимум 10 години треба да се тргне напред. Доктори и здравствени работници од Скопје ќе одат да работат во тие регионални болници. Каде пишува дека треба работното место ти е преку улица. Јас кога бев во Истанбул, кога работев во Истанбул, патував сат и половина до работното место. Не е причина ако живееш ти во Скопје да не работиш во Тетово. Мислите дека ќе натерате некој доктор од Скопје да работи во Тетово или во Струмица, да патува или да живее таму? Тоа нема да бидат казнени експедиции. Тоа ќе бидат хероите на регионализацијата. Тоа ќе бидат доктори, односно здравствени работници соодветно наградени. Поедноставно е вие да пратите 5 доктори да работат во некоја регионална болница, отколку илјадници пациенти секојдневно да доаѓаат во Скопје. Значи, тие ќе бидат соодветно наградени за тоа, ќе земат поголема плата, приправност, одвоен живот, некои со семејства може ќе сакаат таму да одат да работат. И тоа ќе биде по принцип на ротација. Нема тие да останат таму со години, на 6 месеци или на 1 година, додека не заврши процесот на специализација на доктори кои што во ги време ќе бидат пратени во Скопје, доктори од Скопје ќе одат ќе работат таму. Доволно е принцип на желби. Сега е потребен принцип на потреби. Тој принцип на желби гурни со здравствениот систем 30 години наназад. Сега доаѓаме пак до истото прашање што мене ме мачи, бидејќи јас со 30 години сум новинар и го гледам истото сето тоа. Ќе поставите систем, може би ќе профункционира, ќе има проблеми, ќе треба да се менува, но во еден момент ќе се побунат докторите, ќе речат не може вака и заради дневно политички потреби за да се остане на власт или да доаѓаат локални избори, па ќе треба да се одоброволат да гласат, па не таласај, па ќе ја тргнеме реформата на страна, па ќе дојдат парламентарни, па ќе ја тргнеме реформата на страна, ќе дојдат председателски, па ќе ја тргнеме реформата. Дали има воопшто политичка волја за нешто вакво да се спроведе, бидејќи овде ќе бара да сериозни реформски запати. Ова не е едноставен зала како што го гледам, бидејќи ќе се работи со луѓе и тоа со врвни доктори, со доктори кои што се маце и таката биетли. Како ќе ги натерате? И како ќе натерате партијата да го испочитува сето тоа? Има политичка волја, не се работи да се натера некој, не е принципот да се натера
Некој не е тоа казнена експедиција дека они по казна се Нема да пратени прифатат таму. да работат. Што прави? Не може да не прифатат. Така налагаат условите, принципот на потреба. Потребата говори дека треба доктори, односно здравствени работници, можеби медицински сестри, треба да одат да работат во регионалните болници на одреден период. Затоа што сликата денес е 95% од пациентите се лекуваат во Скопје, а има толкава инфраструктура. Секој град има болница. Па ние сме имале време, период 30-40 години назад кога функционирале тие болници. Јас како дете сум слушал имало одлични хирурзи во Велес, во Битола има Јас за одлични Битола знам уролози. лапароскопија е направена првата, мислам дека и бившиот поранешниот председател Киро Глигоров лапароскопски мислам на жолчка имаше во Битола, ако не грешам. Сега ова некое сеќавање далечно, мислам сега пред 20-30 години. Значи таму е извршена неговата операција. Нам не ни е потребно да размислуваме на нов клинички центар или на уште еден клинички центар во Скопје, по уште повеќе да ја потенцираме потребата сите да се лекуваат во Скопје. Нас не е потребна регионализација. Ајде да објасниме регионализацијата. Што значи точно сето тоа? Како го замислувате? Рековте дека Тоа значи доктори дека ќе има заминуваат. Добро, повелете. 5 регионални болници, 5 регионални центри. Тоа ќе бидат Штип, Струмица, Битола, Охрид и Тетово. Тие ќе даваат услуги на секундарно и терцијерно ниво на здравствена заштита. Ќе опфаќаат регион од околу 200.000 граѓани, 200.000 жители, каде што ќе ги добиваат услугите во или блиску до местото на живење. Тоа значи дека пациентите за тие услуги нема да патуваат во Скопје. Што значи кои услуги ќе ги дава тогаш клиничкиот центар во Скопје, кој што е нели универзитетска Клиничкиот клиника? центар во Скопје ќе си остане терцијерно ниво, значи установа на терцијерно ниво и ќе ги дава услугите за регионот во Скопје и околу Скопје. Истите тие услуги ќе ги има и во Штип, и во Битола, и во Струмици, и во Охрид, и во Тетово. Како што реков, тоа не е процес што може да се случи преку ноќ да профункционира, меѓутоа мора да се почне и затоа, како што реков, нема принцип желби, има принцип потреби. Потребите се да одат здравствени работници, доктори, медицински сестри да работат во тие регионални болници. Имаме ли капацитет воопшто да Во- се пополнат 5 регионални центри? Има капацитет. Има доволно. Човечки кадар. зборувам, не зборувам. Има и ресурси, има и човечки капацитет, има и кадар. Само има лоша распределеност на тој кадар. Значи нас ни е потребна правилна распределеност на медицинскиот кадар. Дали е направено колку пресметка колку би чинело се во ова? Не се работи овде за пари. Овде се работи за принципи. Работни навики, работни обврски, работна должност, почитување на авторитети, општо добро, не се многу пари во прашање. Во прашање е прераспределба на здравствениот систем, на здравствениот кадар, за да почне да функционира тој систем. Затоа што сите тие болници имаат инфраструктура. Треба да се вложи во модернизација на таа инфраструктура, може би во опрема, меѓутоа има нешто што постои, ни не треба од тема да градиме нови болници. Пак доаѓаме до оној момент дека ќе треба да се работи со луѓе, односно со табиети што се вика, и да рековте да, тоа е потреба, мора да се направи, но системски дали ако одбијат, ако има отпор голем, знаете, на секоја реформа ваква, кај што се измрднува од нормалноста, од комодитетот на луѓето, од комфортната зона, знаат многу бурно да реагираат, а посебно докторите ако реагираат бурно, може да се стресе целата држава, бидејќи клинички да ти протестира, значи државата стои, мислам здравството стои. Дали има расположение кај докторите? Ајде, вие викате имате политичка волја, но дали докторите, лекарите имаат вако би пројавено желба? Како што реков, желбата е едно, потребата е друго. Генерално, верувам дека имаат позитивен став за регионализацијата, затоа што тоа ќе го олесни и функционирањето на клиничкиот центар. Ако извадите статистика, хирург, доктор во клинички центар има годишно 300 операции, во друга болница во Македонија има 30 операции. А тоа е голем проблем. Тоа е голем проблем. Оперирањето исто како вежбање фудбал, мислам сега многу посложено е, но што повеќе тренираш, тоа си подобар во својата работа. Ако имаш 10 операции си релативно добар, ако имаш 100 операции си мајстор веќе.
И друга статистика. Од тие 300 операции, повеќето се сериозни операции, од тие 30 операции се рутински операции. Значи, мора да имаме функционален дисперзиран здравствен систем на секој ниво од здравствена услуга. Од примарно здравство, секундарно, терцијерно здравство. Сега зборевме сега за регионализација, но како ќе се поправи општата слика во здравството? Гледаме дека имаме мој термин листа на чекање. Гледаме дека имаме хартија уште владе, иако имаме дигитално, би требало да имаме дигитализација на целиот процес. Мораш упатот да го носиш секаде со себе, не можеш ништо да завршиш ако немаш хартија во рака. Како планирате да го смените се во ова? Дали имате и, освен регионализацијата, планови малце и да се излезе во пресрет на пациентите, да ни се олесни нас како пациенти функционирањето во здравството? Потребен е интегриран информатички здравствен систем. Точно потребна е дигитализација во здравството, односно здравство без хартија. Сегашната слика е редици пред амбулантите, пациенти со листови хартија, со цедиња, со папки. Понекогаш во тој куп од документи самиот доктор не може да се снајде. Затоа ни е потребен интегриран информатички здравствен систем, каде што целокупното досие на пациентот ќе го има во соодветен софтвер, до кој што ќе има достапност сите доктори. Јас како доктор доаѓате вие кај мене како пациент, ми носите документ за лична идентификација или здравствена картичка, го отварам вашето досие и ги гледам сите специјалистички, субспецијалистички наоди, отпусни писма, болнички наоди, патохистологија, лабораторија, радиологија, значи се пред екранот. Нема потреба вие да носите ништо кај мене. Мајбе, сега што се случува, лично искуство, таквиот систем веќе функционира во регионот, функционира во Бугарија, функционира во Србија. Да не функционира. Магнетна резонанца се прави, сето тоа го носиш CD-то, го чекаш да ти го направат и изчитат и одиш со CD, мислам како музички, како некој музичар што издал испржил ново CD и од доктор на доктор го покажуваш и они го гледаат CD-то, а кога сваќаш дека тоа стои во компјутерот. Он го реже за да можам да отидам на друг компјутер да го ичита. Тоа да се поврзе, само секој компјутер може да го чита. Сериозна IT компанија, IT фирма, тој систем може да го имплементира и да го спроведе за не подолго од 6 месеци, максимум 1 година. Зошто до сега не е направено, треба да ги прашате предходните. И што ќе направите? На кој ниво ќе бидат? Сите ќе бидат мрежени? Од матични доктори? Од матични доктори до терцијерно здравство, сите ќе бидат мрежени во тој систем, каде што секој доктор ќе има достапност до досието на секој пациент. Како ќе биде заштитено тоа? Бидејќи тоа се многу сензитивни податоци и кој ќе има пристап до нив? Постојат системи на заштита на лични податоци и ние ќе примениме еден од системите кои што се функционални и ќе го примениме искуството од земји каде што тој систем функционира веќе долго време. Така, се појавува проблемот со листите на чекање. Проблема. Тоа е страшен проблем. Например, не може да се... например, имам некоја споровозно потреба од доктор, не ми е за брзање и сакам да се оперирам или да отидам на одредени испитувања во септември. Не можам да закажам во овој момент во септември, бидејќи термините во мој термин се отвараат на крајот од тековниот месец за наредниот месец. Јас не можам да закажам, ако ми одговара, сега не зборуваме за итност, зборувам, сакам да се прегледам, не знам што, во септември. Сега не можам тоа да го закажам. Што е проблемот да се направи систем кај што нема да чекаме и ќе можеме да се закажуваме едноставно кога сакаме, кога имаме можности и сето тоа? И тоа е во делот од дигитализација на здравствениот систем и листите на чекање треба да бидат дел од интегриран информатички здравствен систем. Сега листите на чекање во принцип се во тефтерот на докторот. Ке ги земе вашите податоци, ке ви се јават понатаму кога да дојдете за операција конкретно. Листите на чекање треба да бидат транспарентни, евидентни, видливи. Секој пациент има право во системот да провери кај кој доктор колку е долга листата на чекање во која болница. Секаде постојат листи на чекање. Во една Словенија, премиерот тогашен Јанес Јанша не се оперираше од операција на кила во клинички центар Лјубљана, затоа што беше долга листата на чекање, се оперираше во Марибор, каде што беше пократка листата на чекање. Меѓутоа пак се сведува системот на регионализација. Значи мора да постојат повеќе болници кои што ќе даваат
здравствени услуги на секундарно и терцијерно ниво на здравствена заштита. Не може сите операции да се прават во Скопје. Регионализација е клучна реформа која што мора да се спроведе час поскоро и да ја продолжи секој нареден министер. Не е регионализацијата од денес за утре. Ова Беким Сали имаше слично нешто, таква идеја, сум бил на брифинг со него, па да од таму знам. Исто и он имаше регионализација, со тоа што за Скопје не го сакаше клиничкиот центар да го задржи, туку сакаше воена болница што е да биде за тој дел од клинички центар за западниот дел од Скопје да биде клинички центар и да се изгради нов објект во источниот дел, значи во Гази Баба општина најверојатно, нов објект и со тоа што Скопје би се поделило на две, бидејќи има 600.000 жители, би се поделило на две и би се регионализирало Тетово, Штип, Охрид, мислам ќе се направеше математика со тоа што он велеше пари ќе се обезбедат за сите градби нови што треба и за сето опремување, со тоа што клинички центар ќе се продаде. Земјиштето ќе се сруши у суштина, ќе се даде на инвеститор, тој ќе се гради згради, ќе се прави што сака таму, додека со парите од продажбата што ќе го земе државата ќе ги изгради овие клинички центри. Држи ли оваа идеја вака да се спроведе или клиничкиот центар планирате да остане таму каде што е и само ќе одите на пета регионализација? Секој министер со своја визија, меѓутоа искуството покажало дека ние поаќаме пенали од визиите на сите претходни министри. За неизградба на нов клинички центар во комплексот Мајка Тереза платени со 18 милиони евра пенали, затоа што е поништен договорот со фирмата што требаше да го гради. Следниот министер имаше идеја и визија да прави нов клинички центар на периферија од Скопје. Ништо од тоа. Се што е функционално треба да остане. Ние имаме голема инфраструктура, функционална инфраструктура, само треба да се направи систем, односно мапирање, каде има потреба од здравствени услуги. Нема потреба да се гради нова инфраструктура. Да, клиничкиот центар не сум сигурен дека е функционален. Замислете сега треба да се снима магнетна резонанса да ви прават магнетна или компјутерска томографија или не знам што, тоа е во една зграда, вие сте во втора зграда, а не можете да се движите, ве зимаат, ве носат со количка малце на отворено, во кола ве ставаат. Не е тоа интегриран систем во затворен сат еден, кај што ќе може, мислам, одите надвор, може да ве згази кола, мислам, коли во возило се движат низ клиниката. Тоа е хаос таму. Нефункционален е потполно тој простор. Барем ја така мислам. Вие работите во приватно здравство, кај вас е функционално, се е во една зграда. Се е функционално ако има правилна распределба. Не е функционален затоа што 95% од пациентите се лекуваат во Скопје. Кога ќе профункционира регионализацијата, може клинички центар да се поврзе со топли ходници, надземни, подземни ходници. Сето тоа може да биде функционално. Откако ќе почне да функционира регионализација, тогаш ќе се направи мапирање, односно ќе се направи процена дали ние имаме потреба од друг или нов клинички центар. Јас верувам дека системот на регионализација ќе го подобри квалитетот на здравствените услуги. Што е се од ова реално? Ова се секој министер или секој што претендира да биде министер и секој што има визија за здравството и секој што е политички активен во здравството во политичките партии има своја визија, но секоја се судираме што е реално, што не е реално. На почеток сите се големи амбиции, со големи амбиции, после се реалноста у суштина е малце посурова и вика ова не може, ова не сакаме, ова не знаеме и едноставно се сведува на да се помине мандатот. Што е од се ова што го зборите реално? Колку проценувате дека е изводливо? Реално е да се ревидира позитивната листа на лекови. 15 години не е отворена, не е ревидирана позитивната листа на лекови. Треба да има нови современи лекарства на таа позитивна листа. Треба да се укине партиципацијата за лекови на позитивна листа. Моментално антикоагулантната терапија, Клексан, Фраксепарин, пациентите ја купуваат, после тоа со фискална сметка и со еден куп документи одат во фондот да рефундираат средства. Зошто тие лекарства да не бидат на позитивна листа и пациентите да не си ги подигнат од аптека? Бремени жени, само што породени жени, чекаат во фондот да рефундираат и то 50% од парите што ги платиле за лекот.
Секој лек што ќе биде на позитивна листа треба да биде бесплатен, без партиципација. Тоа е од голема корист за пензионерите конкретно, зашто одбројаните илјадарки во месецот, илјадарки или две или повеќе да даваат за партиципација за лек кој што му следи. Го има лекот на позитивна листа, му следи на секој граѓанин бесплатно. Која е логиката со партиципацијата? На вистина или е бесплатно или е Логиката плаќаш? со партиципацијата е 440 милиони денари годишно или нешто повеќе од 7 милиони евра што ги плаќаат граѓаните на име партиципација, од буџет 900 милиони евра што ги има здравството. Нема потреба од партиципација за лекови на позитивна листа. Значи, ВМРО ДПМН ако дојде на власт ќе се бори, односно ќе укине Ќе партиципација. укине партиципацијата за лекови што се на позитивна листа и секоја година ќе има нови современи лекови на таа позитивна листа. Ние имаме најскапи лекарства во регионот, а сме најсиромашна држава. Зашто Требаше имаме такви толку скапи? затоа што проблемот е корупција, неефикасност и отсутство на одговорност. Три клучни проблеми има здравството кои што се влечат со години и со децении. Тоа се корупција, неефикасност и отсутство на одговорност. Секој со своји политики и на крај на својот мандат секогаш има корупција и криминал, никаква одговорност и се помалку ефикасен здравствен И систем. како ќе го Ако- решите се во ако ја зголеми- одговорноста ќе ја решите? За 20% кој зголемиме ефикасноста, тоа е како да имате 20% нови доктори, кои што постојат, само е мала ефикасноста. Да, треба да се зголеми ефикасноста, но како вие одговорност ќе постигнете и ќе ја намалите корупцијата? Кога сека имаме впечаток дека е отидено во неврат и едноставно нема враќање назад. Значи, нема сила што може да ја врати работата назад. Имаме ние искуства и со оваа власт, но имавме и со власта на ВМРО ДПМН до 2017, каде што многу се плашевме кога ќе го видевме еден од министрите кој ќе се појави да не му текне да оперира он, а инаку правник по вокација, многу се плашевме да не види на телефон како се оперира, па да му текне. Ние сме сериозно сме уплашени од реформи и најави за реформи, а гледаме дека не ни се помрднува, не ни се подобрува здравството. Како ќе го подобрите? Како корупцијата? Како одговорноста ќе ја зголемите? Па гледаме дека доктор не може да одговара, извади ја на жена од струга органи, никој не одговара. Како? Тоа е треба да се одговара. Во приватна клиника почина еден човек, лекарите како небо паднати. Како одговорност ке лекарите ќе постигнете, кога се вака изврзани? Како ќе го постигнете тој момент? Како ќе влезете во костес, ке се замерите ли вие со вашите колеги? Во здравството се потребни хируршки резови. Јас сум хирург, во здравството е потребен хируршки рез. Во корен, па ако треба и коренот да се откорене. Само така може да почнеме од некаде. Ако не направиме рез во здравствениот систем, а тоа го бараат граѓаните, очигледно, ние нема да покажеме сериозност и дека нешто сакаме да смениме. Без сериозен рез во корен Утре нема да колегите ќе имаме ви се функционален и квалитетен здравствен Утре систем. колегите ќе ви се дигнат на штрек. Не сте сите колеги како вие што ги презентиравте. Имам многу честни, работливи здравствени работници и Не, доктори. јас верувам, јас знам дека во Проблемот- промили можеби не се добри. Проблемот Јас е, ги поддржувам здравствените проблемот е во работници. корупција и криминал кај одредени структури. Тие структури треба се И соодветно тие се веројатно многу малку, но Треба да се кога санкционираат. што ми е Има стравот? органи на прогон кои што треба да се Што ми е спроведат стравот? постапката. Кога се менува нешто, кога се менува комфортната зона на луѓето. Овде станува збора за комфортна зона. Докторите и најдобра намера да е. Кога ќе им се чепне малце од комфортната зона, они се плашат. Човечки е да се плаши кога ќе се менува. Вие треба да им ја смените комфортната зона, да им речете сега беше вака, сега малце треба да играте поразлично. Општото добро ќе биде за сите, али додека го сватат тоа недоброто ќе имате отпор. Тој отпор може да кошта целите реформи да не успеат. Како со тоа ќе се носите? Ако имат цврста желба, волја, ако имат добро организирана екипа со визија, со се човек може да се носи. Колку несреќи му се случуваат на човек во животот, па се носи. Тоа се животни одлуки и животни искуства. Точно, комфорот е голем, меѓутоа не само кај докторите. Значи ние како нација, како општество немаме работни навики. Не почитуваме работно време. Од 9 до 11 гужвата е намалена во градов, од 11 почнуваат да се полнат кафулиња, кафани, ресторани. Ние 2 часа не можеме да додржиме на работно место. Треба
целиот мајндсет да се смени во општеството, не само кај докторите. Најавувате сериозни реформи. Дали имате сериозна политичка поддршка во партијата за ова да го спроведете? Бидејќи отпорите ќе бидат страотни. Бидејќи ви кажав, не зборуваме, докторите се и способни, и вредни, и сака да си ја завршат работата. Јас и сите што ги познавам се врвни професионалци и љубезни, значи не можам да се пожалам на јавното здравство. Но човечки е кога ќе се мрдне малце од комфортната зона да ја реагираме. Ја реагирам кога ќе ми се наруши мојот комфорт, па камоли некој друг. Значи сите реагираме. Дали вие од друга страна кога ќе дојде онака што се вика на нош работата, ќе имате поддршката во партијата? Нема да ви речат ли, ај сега малце да ја смириме работава, ќе стагнираме, ќе ги запреме малце реформите, да се слегне сева оваа работа, па кога ќе се смири, ќе видиме што ќе правиме. Така пропадна у суштина сите реформи во оваа држава. Дали имате решеност, поддршка, раководството на ВМРО ДПМН, ако дојдете на власт, да спроведете едни вакви сериозни реформи? Треба да го одговориме, има или нема? Има. Раководството на партијата е спремно да спроведе сериозни реформи во интерес на граѓаните, во интерес на пациентите, во интерес на здравствените работници. Мора да ја вратиме до вербата во здравствениот систем. Јасно ми е ова што го говорите, дека ќе има многу болни резови, меѓутоа, ако тапкаме во место, нема да постигнеме ништо. Ние за 34 години немаме направено ниту еден исчекор. Значи има желба, има стратегија, има визија, има план. Тој план треба сериозно да се спроведе. Добро. После вака кога зборувате за болни резови, дека ќе се фатите во костес со целата фела, верувате дека ќе остане поддршка во вашата партија за вас како можен иден министер, бидејќи ова е сериозно да влезете во, ајде да речеме, едно осило, бидејќи резови се сериозна работа. Јас зборувам за организиран сериозен здравствен систем. Болен систем со резови, хируршки резови во корен, и треба еднаш за секогаш да ги поставиме правите темели на здравството. Доволно е политика во здравството, доволно е партиска книжка, доволно е балансер при вработување. Какви се тие критериуми? Политичка припадност не е професија, партиска книжка не е личен документ. Балансер при вработување, тоа значи дека да се запази одреден процент на националност при процесот на вработување, не е критериум за работа. Се знае кои се критериуми за работа. Ви реков претходно, јас сум ваш ментор, професор, едукатор. Ако вие не знаете колку вредите, јас знам колку вредите. И јас ќе ги поставам вашите темели и јас понатаму ќе ве градам како личност да бидете дел од здравствениот систем. И сега зборувате за менторство, имаме ли капацитет да го истераме таквиот начин на градење на докторите, капацитет и време, да го направиме тоа, бидејќи ако нешто е веќе на еден начин изградено, многу тешко се менува. Мислите ли дека искусните доктори, кои што се исклучително квалитетни, но имаат своја рутина на работење, свој веќе се во еден, се движат само по еден пат. Вие треба сега да ги изместите малце, да им речете, вие сте добри, треба да го дадете знаењето, да се вложите во помлад колега и преку вашето вложување во него, тој да успее во животот. Мислите ли дека тоа ќе го постигнете, бидејќи малце и суетата може да проработи кај докторите, па зашто јас да учам некого, кој ќе биде мојата придобивка, јас да бидам на некого ментор, нека седи таму, битно е јас да бидам на добриот глас, после мене потоп. Бидејќи имаме и такви случаи. Како тоа ќе го изведете? Бидејќи сепак зборуваме за менталитет, малце и за човечка суета, за човечки карактеристики. Не е само сакаме реформи и пари и кај ќе се движиме, туку зборуваме и за еден друг елемент овде веќе. Разбирам, сето ова се врти за 180 степени. Да, може би е неразбирливо, неприфатливо, меѓутоа не е нешто што не треба така да биде. Само така треба да биде. Само преку едукација, соодветна едукација, ние можеме да постигнеме квалитет во здравството. Ке повторам, вие може би знаете, може би не знаете кои се вашите вредности. И јас како ваш ментор, едукатор, професор, авторитет, точно знам кои се вашите вредности, вашите квалитети, до каде може да стигнете, затоа што секој има
своји квалитети, своји капацитети и точно знам каде треба да биде вашата позиција во здравствениот систем. Да. Како што напоменав, има примарно, секундарно, терцијарно здравство. И не значи дека вие ако сте стигнале до ниво на терцијарно здравство, а во понатамошната работа вие давате рутински здравствени услуги, дека ќе останете таму. Ништо не ви е загарантирано. Значи, секојаш треба да гледаме напред и да одиме напред. Континуирана медицинска едукација е клучот на квалитетот во здравствениот систем. Примарното здравство треба да биде столбот на здравствениот систем. Треба да им се зголеми капитацијата на докторите во примарно здравство. Таа капитација 12 години не е променета. Секоја следна влада им ветува зголемување на бодот за капитација, кој што е 75 денари со години наназад, цела деценија и повеќе, а животниот стандард и животните потреби се големени 5 пати, 120 пати. Мораме ние да го пратиме трендот на квалитетни здравствени услуги. Од 75 денари да им зголемиме на 100 денари, да им го зголемиме ладниот погон, кој што 1000 евра е со години назад, да даваме грантови на доктори кои што ќе сакаат да отворат ординации во рурална средина. Ние имаме амбуланти во рурални средини кои што се затворени со години. Во Маврово амбулантата не работи со години. Зошто? Затоа што сите доктори сакаат да бидат во градот или најдобро во Скопје ако може. Не во било кој град, него најдобро ако може во Скопје. Ние мораме да инвестираме во примарното здравство. Сега доаѓаме Преку примарното здравство треба да се одвива скрининг програмата, односно превенција на здравството. Ние имаме епидемија на малегни болести, епидемија на кардиоваскуларни болести. Ние треба да најдеме модел на здравствен систем како да останеме здрави, како да го сочуваме здравието, како да не се разболеме. Тоа треба да биде преку превентивни скрининг програми. Секој здравствен дом, секоја поликлиника треба да има центар за скрининг програми, центар за превенција на здравието. Треба да има континуирана медицинска едукација кај матичните доктори. Треба да им се зголемат услугите, треба да им се зголемат работните задачи, значи треба да имаат модел на превенција каде што преку интегриран информатички здравствен систем секој пациент ќе има обврска на редовен скрининг. Еве вие кога последен пат сте биле на чекап, на проверка на вашето здравје? Денеска ми го понудија, но бидејќи нешто друго работа ме предупреди медицинската сестра кај матичниот доктор ми рече дека морам тоа да го завршам многу брзо, бидејќи еднаш годишно има обврска да бидам прегледан и сега јас заради некои други работи одложив за 2 недели. Инаку мојата матична прилично добро се грижи за здравието на нас што сме на тој реон. Така треба да функционира примарното здравство. Значи да се грижи за здравието на пациентите, да гледат например, мојата матична, поздрав до мојата матична докторка Рубина, например во најтешкото кога беше ковидот, она вршеше прегледи и беше буквално како во сериозна болница со дезинфекции, со скафандери, со закажување на термин за да може да се направи дезинфекција на просторијата, да немаме допир со другите пациенти, значи точно се знаеше 15 минути преглед, 15 минути се чисти просторијата. Има такви доктори, но тоа треба да биде веројатно систем тоа модел треба да биде модел структура на здравствен систем, не само поединци. Поединци не го прават здравството. Но доаѓаме до еден момент друг. Рековте партиската книжка не е личен документ, а уште помалку за вработување. Како тоа ќе го избегнете? Како кога на пример во брза помош има 1000 вработени, ќе вработуваат, имат хроничен недостаток на персонал. Што им недостасува? Возачи немаат. Значи, никој што е вработен со партиска книжка не сака да биде возач на комбето. Комбиња има опрема, се и со донации, за жал со донации, но никој не сака да биде возач, бидејќи од партија, од сите партии, сега значи не е само вие што се на власт, и од вашата партија некогаш до 2017 им рекле ти си тука вработен, партиски, и они чувствуваат дека нема потреба да работат ништо, бидејќи нив партијата ги има вработено затоа што лепеле плакати. Како тоа ќе го смените?
Како кога ќе дојдат тие што лепеле плакати сега во оваа предизборие, ќе ви дојдат, абе јас за вас се борев, вие да бидете во фотелја, вие што ќе правите во тој момент? Како ќе го смените тоа? За секој ќе важат исти вредности. И за тој пред вас и за тој после вас. Лепење плакати. Што е тоа лепење плакати? Па помош на партијата за да бидете вие на функција. Тоа не е критериум за работа. Ама еве во државава е критериум. Било. И е се уште, меѓутоа понатаму нема да биде така. Партиска книшка или лепење плакати е нешто твое лично. Ако вие ми ја покажете партиската книшка и барате од мене услуга, јас ќе ви објаснам дека вие сте дојдени кај мене како пациент, партиската книшка може да си ја ставите во џебот и да разговараме за вашите проблеми. Јас како доктор да ви помогнам за проблемот што го имате. И здравствен проблем и проблем при вработување. Значи не е критериум за вработување, партиска книшка, партиска припадност, лепење плакати. Добро, а како ќе се одолеете и дали се создава клима во Ќе ви објаснам многу практично. Ајде повели. Тоа е примерот за докторите, приватни специјализанти. Во моментов има, тоа важи за сите структури. Во моментов има 500 приватни специјализанти што немаат решен статус. Има 26.000 денари, 14.000 денари им се за специјализацијата приватна што поаќаат, со 12.000 денари треба да го поминат месецот, да одат на работа, да купат соодветна медицинска литература за едукација, да одат на едукација, а сите се во животна фаза на формирање семејство. Што да очекувате од докторите? Тие треба да бидат вработени на неопределено време. Треба да се најде модел, сите тие 500 специјализанти да се вработат на неопределено време, системско решение и позади секоја специјализација да стои соодветна здравствена институција. Тоа е модел да се реши сега проблем. За понатаму како? Нема специјализации по желба, специјализации по потреба. Исто како примерот за итна медицинска помош. Во наредни 2-3 години нема да има специјализации кои што во моментов ги има премногу, ќе има специјализации кои што се дефицитарни. Во наредни 3 години нема да има огласи за вработување за други структури, ќе има огласи за вработување на возачи на амбулантни возила. Па вие ако сакате да останете без работа 3 години, не ги прифаќајте тие работни места. Вие ако сакате да немате специјализација 3 години, не земајте специјализации кои што се дефицитарни, нема педиатри, нема анестезиолози. Тие се изборот, значи вас ви следи таа специјализација, вас ви следи тоа работно место. Не ви следи желбата ваша, ви следи потребата на здравствениот систем. А кој рече сега на оваа одма ќе се надоврзам, ама можеби јас сум талентиран за неврохирург, а вие ме терате да бидам педијатар, па мојот талент ќе пропадне. Заради тие 3 години што не можам да запишам неврохирург. Тоа е ваша желба, ваша процена дека вие сте талентиран за неврохирург. И јас како дете сум бил талентиран за пилот. Меѓутоа потребите отишле во тој правец да бидам доктор. Добро, ајде да видиме за ова со политичкиве партии како ќе се справите со партизацијата, бидејќи За здравството е битно да се направи мапирање каде има недостаток на кадар, каде треба да се направи прераспределба на кадар и каде има потреба од соодветни специјализации. Ви реков, времето на желби треба да е минато. Доаѓа време на потреби. Нема да има специјализации хирургија, пластична хирургија, дерматовенерологија, гинекологија, нема да има такви специјализации. Ќе има дефицитарни специјализации, педиатрија, анестезиологија и сите останати кои што во моментов се дефицитарни. Едноставно немате избор. Изборот ви е тој. Добро, ќе видиме како ќе помине ова ако дојдете на ред да формирате влада и да бидете вие дел од креаторите на здравствениот систем. Значи, мене ме интересира уште едно прашање што се изнагледа во изминативе 30 години. Значи, како се менуваат властите, секогаш некој ќе се појави некоја звезда во здравството кој што има страотни идеи, па ќе се појави уште поинтересен премиер кај што поминуваат тие страотно интересни идеи,
Значи во сите влади, значи не е ова само во ВМРО ДПМН или во СДСМ, кај сите влади имаме така благонадежни звезди кои што имаат големи идеи за здравството, а исто така имаме и премиери или во најголем високото раководство на политичките партии, исто така луѓе што имаат си го замислуваат здравството како треба да биде. Како вие сте сепак стручен, како вие ќе дадете отпор на некоја грандиозна идеја која ќе се јави на пример во вашата партија, која ќе замислуваат не знам како вселенски центар за лечење на не знам каква болест да се направи во Македонија, за да може да се пофалиме да бидеме први. Еве може на некого ќе му текне во вашата партија. Како ќе дадете отпор, бидејќи гледаме дека кога врвното раководство на партијата има желби во здравството, министрите се трудат некако да го спроведат заради подобар имидж. Тоа може да го препишем на неискуство. Како што рековте пред малку, правник во образование, правник во здравство. Лоша процена. Грешка. Но што останува за сите министри, доктори, пред и потоа, кои што не направија ништо за здравството? Ако таа идеја е грешка, сите останати се катастрофа. Затоа што ако доктор нема идеја како да функционира здравствен систем, не може да очекуваме од некој правник кој што бил поставен на таа позиција по грешка. Треба да учиме од грешките и не треба да ги повторуваме. Многу грешки се направени. Конечно треба да дојде време кога учиме од грешките, сме ја научили лекцијата и да тргнеме по правиот пат да имаме функционален здравствен систем. Доаѓаме до крајов на подкастов. Веќе имаме сликата од прилика што ќе преземете ако дојдете на власт и ако имате можноста да ја креирате политиката во здравството. Вие ја креирате, но не знаеме како ќе се одвиваат работите ако формира ВМРО ДПМН влада, кој каде ќе биде, што ќе биде, што ќе се случи. Но еве за крај, вие зошто побегнавте од јавното здравство? Зошто отидовте во приватно? Јас бев 20 години дел од јавното здравство. Таму се научив на многу вредности. Ја го постигнав врвот во мојата професионална кариера. Направив прва трансплантација на бубрек кај дете во јавно здравство. Многу нови техники, нови методи хируршки. Јас прв почнав со лапароскопија во детската хирургија, минимал инвазивната хирургија сум ја вовел во јавното здравство, во делот на детската хирургија. Сум бил дел од многу функционални здравствени системи, сум работел во странство во функционален здравствен систем. Познавам многу здравствени системи. Одлуката за приватно здравство е затоа што секогаш тежнем кон нешто ново. Приватното здравство е функционален здравствен систем, како што рековте, се е на едно место и услугата е брза, ефикасна. Вие во приватно здравство во истиот ден може да направите специјалистички преглед, лабораторија, радиологија, да закажете и да ја направите операцијата во истиот ден. Сето тоа е возможно и во јавното здравство. Меѓутоа е прашање на организација и менеджмент. Мислите ли дека не може да го организирате, да го донесете приватното здравство во јавното? Мислам начинот на услугата. Нема позитивни страни само приватното здравство. Приватното здравство има позитивна страна што услугата е брза и ефикасна. Јавното здравство од друга страна има позитивна страна што има голема инфраструктура, има доволно медицински кадар, меѓутоа нема добра организираност. Не е функционален тој здравствен систем затоа што се прават многу грешки години и децении наназад. Добро. Сакам да кажам, клучни реформи во здравството треба да бидат регионализација. Може би сум досаден, меѓутоа ќе повторам неколку пати. Регионализација е клучна реформа. Да се укине партиципација за лекарства кои што се на позитивна листа. Да се укине партиципација за специјалистички и субспецијалистички прегледи и болничка партиципација за пензионери, малолетни лица и ранливи категории. За тие категории, пензионери, малолетни лица и ранливи категории, нема потреба да плаќаат партиципација од 200 денари за специјалистички преглед или 2000-3000 денари за болничко лекување. Таа партиципација треба да се укине. Систематизација. Тоа значи специјализација и работно место не по желба, по потреба. Да се укине балансерот при вработување. Балансер не е критериум за вработување. Да имаме еден интегриран клинички центар, каде што ќе имаме еден директор, каде што ќе имаме еден управен одбор, каде што ќе имаме централизирани јавни набавки.
затоа што проблемот е корупција, отсуство на одговорност и неефикасност. Значи, ние имаме три клучни проблеми: корупција, неефикасност и отсуство на одговорност. Мораме да работиме да ги подобриме условите во јавното здравство. Добро, ќе видиме дали ќе се успее ако формирате влада и вие бидете дел од таа влада. Знаете дека сега се што кажувате, ако стапите на функција во иднина, ние ќе ви држиме за збор и ќе ви правиме проверка на тоа што е кажано и ќе штиклираме исполнето, неисполнето, исполнето, неисполнето, па ќе ви викнеме во друга прилика, па ќе речеме зошто потврдивте. Како што реков, министер за здравство треба да биде сериозна личност, реализирана личност, како професионално, така и приватно, да има визија, да има искуство, да црпи вредности од функционални здравствени системи и да не му е должен на никој ништо. Должите ли на некој? Освен кредит во банка, на друг, на никој не сум му должен ништо. Добро, тогаш Им сме значи должам- на исто. Им должам на своите родители, кои Така. што направиле тоа што направиле од мене, им должам на своите 3 деца, кои што сакам да останат овде во Македонија. Затоа и за нив го правам сето ова. Добро, значи на исто сме, докторе, значи на исто. Ја должам кредит во банка и должам на моите родители, затоа што тоа ми го дале што ми го дале, сметам дека ми дале највредното нешто да се биде чесен на овој свет, а исто така не смеам да си се дозволам да бидам нечесен заради моите деца и заради нивниот углед. Јас се Па тоа е грижам, тоа. јас се грижам и ги почитувам моите родители. Така треба да биде и здравствениот систем. Државата треба да се грижи за здравствените работници, за да здравствените работници ги почитуваат пациентите и пациентите ги почитуваат здравствените. Ги почитуваме докторите, ние јас си ги сакам докторите. Мора да се врати тука нема довербата тоа. во здравствениот Така е. систем и почита во Така е, здравствените многу мал работници. дел од докторите не се како на исправниот пат што се вика. Јас во секоја прилика давам поддршка на секое барање на подобри услови за докторите. Јас верувам дека тие заедно со наставниците, учителите, професорите се сршта на едно општество, така што со тоа да ќе го завршиме овој подкаст, да дадеме на сите што не следат верба дека не се расипани ниту докторите, нити медицинскиот персонал, нити учителите, туку се здравото ткиво, само треба да го извлечеме најдоброто од нив, со тоа што ќе им посветиме должно внимание. Ми беше мило што бевте дел од овој подкаст. Мило ми беше на поканата, се надевам ќе се видиме во следна прилика. Да, ако станете функционер, ќе ве бараме како функционер, па ќе видиме што сте направиле од тоа што сте го кажале овде, а што не сте направиле, па можеме тогаш ќе бидеме и малце по така поостри кон вас. Уште еднаш благодарам многу. Благодарам.